завршува таму каде што започна. Секретарот за одбрана Лојд Остин во воздухопловната база Рамштајн во Германија беше домаќин на неговата последна контакт група за одбрана на Украина, група што ја започна овде во оваа база за да ја координира меѓународната воена помош за украинците само неколку недели по инвазијата на Русија. Тие продолжуваат да обстојуваат, но тоа го прават со поддршка на САД и другите сојузнички земји и коалиции преку контакт групата за одбрана на Украина. Мислам дека е јасно дека контакт групата за одбрана на Украина е повеќе од само заедничко разбирање. Додека украинците се борат да преживеат, таа причина за поддршка на нивната борба сега е обвиткана во неизвестност. Кога председателот Бајден ќе напушти функцијата на 20 јануари, новоизбраниот председател Доналд Трамп не посочи дали ќе го продолжи американското раководство на групата. Сегашните представници на администрацијата и одбранбените аналитичари велат дека тоа може да се покаже како катастрофално за Киев. Знаете, мислам дека ако имавте големо ограничување или прекин на поддршката на САД за Украина, може да имате голема катастрофа во Украина, а тоа ќе биде одговорност на новоизбраниот председател Трамп. Точка. Затоа сигурен сум дека новоизбраниот председател Трамп не би сакал тоа да биде запишано во неговата евиденција. Украинскиот председател Володимир Зеленски очекува дека администрацијата на Бајден ќе се обврзе да испрати за Киев опрема вредна 500 милиони долари од своите воени залихи, последниот пакет помош пред Бајден да ја напушти функцијата подоцна месецов. Се уште има 3,8 милиарди долари одобрени за Украина од Конгресот во април минатата година, но Пентагон вели дека не може да испрати таа помош во овој момент, бидејќи му се потребни дополнителни средства од Конгресот за да ги обнови сопствените резерви. Додека аналитичарите ја посочуваат контакт групата за одбрана на Украина како врвна точка на наследство на Остин, одложувањата на финансирањето од Конгресот и размислувањата во администрацијата на Бајден за тоа какво оружје да се даде на Киев ја попречија борбата на Украина. Премногу често, за жал, гледаме ваква динамика, не може би да, кога Украина бара нешто, а потоа ја тераме администрацијата да каже не. А може би и да. И тогаш во тој временски период гледаме како русите напредуваат, додека украинци умираат поради доцнењето кое чинело многу. Од инвазијата на Русија во 2022 групата од околу 50 земји му обезбеди на Киев повеќе од 126 милиарди долари оружје, обука и опрема.